Здраво, добро дојдовте и во ова видео ќе збориме, значи ќе започнеме со морфологија на хромосомите кај еукариотите и на почеток ќе видиме како се всушност организирани тие во хромозоми, во хроматиди. Ова го разгледавме во некое минато видео, но сега ќе го разгледаме малце по-детално. Значи знаеме дека ДНА се состои од две нишки, од скелет, од фосфорни групи и од шекерни, за кои нема сега да разгледуваме структурата, но важно е дека на нив се прикачени, значи вака да речеме, дека на нив се прикачени азотни бази, така прикачени се азотни бази, пурински, пирамидински, ќе ги разгледаме тие понатаму, кои што беа познати како, значи, Т, да речеме дека ова е Т, дека ова пак е Т, ова е Г, па С. И од другата страна имаме други комплементарни азотни бази, така да речеме, дека тука, тука. И сега дека ова би биле Т, ова би било С и ова би биле Г и Г. Значи ова е основната шематски прикажана структура на ДНА и ова дека ова се образува, односно се нарекува еден базен пар. Значи ова е еден базен пар, бидејќи нели ова беше една база или пак ова, значи се едно, нема врска, така е само нацртано, и ова е една база. А заедно прават еден базен пар. Сега во ДНА, како што реков, дека имаме околу 3,2 билиони, значи билиони, вака ќе направиме билиони базни пара. Значи базни пара. Тоа што беше големото составено од две бази. Значи еден базен пар е составен од две азотни бази. Сега еден базен пар од прилика има должина 0,33 нанометри, така да целата ДНА има приближна должина од 2,1 метар. Сега како што реков, таа треба да се организира за да може да собере во јадрото на клетката. Беќе имавме клетка, имаме јадро, така значи имаме јадро во која се наоѓа целиот овој генетски материјал. И сега таа мора да биде спакувана на одреден начин. Нормално таа не е спакувана постојано, максимално стерилизирана, но сепак е организирана до некој степен. И таа обично се наоѓа во вид на хроматин, како што видовме во некои од минатите видеа, дали имавме еухроматин, хетерохроматин и така натаму. Значи едноставно е деспирализирана како една каша од шпагети. И сега кај еукариотите, тој хроматин всушност се организира во структура на почеток нуклеозоми, за кои помагаат хистонските протеини. Значи имаме хистонски протеини и сега ќе видиме како се изградени тие хистонски протеини. Значи самата ДНА кодира за РНА, значи РНА транскрипт, тој РНА транскрипт иде во рибозоми, рибозомите прават протеин. Така значи прават протеин и прават протеин и во овој случај тој протеин се всушност хистонски протеини. Сега да видиме како всушност се изградени. Веќе имаме различни хистонски протеини. Значи ако го нацртаме еден овдека со виолетова, зашто обично сите цртежи ги прават со виолетова боја, е хистонски протеин. Тој е всушност составен од 8 субединици. Значи вака ќе го направиме и сега ќе го поделиме на 4. И плюс овие кога ќе ги поделиме, ќе го поделиме овдека на уште пола вака. Значи ќе бидат 8 субединици се на се. И тие секоја од тие субединици всушност е различен протеин кој доаѓа заедно да го изради овој комплексен хистонски протеин. И сега ќе видиме дека всушност имаме повеќе хистони, имаме H1, имаме H2A, имаме H2B, H3 и H4. И сега да видиме како тие всушност се организираат еден со друг. Значи започнуваме со, да речеме, H3 и плюс H4. Тие прават еден H3, H4 димер. Значи H3, H4 димер се прави. И тој H4, H3 димер се споја со уште еден H3, H4 димер. Значи овдека ќе има уште еден H3, H4 димер. И тие прават еден, ева ќе се спуштаме малце подоле, H3, H4 тетрамер. Значи H3, H4 и ова нека биде тетрамер.
Значи вака ќе го направиме пута 2. Сега викаме тетрамер 4 бидејќи има 2 од секој, значи 2 од H3, 2 од H4, тоа се 4. Сега исто така, овдека учествуваат H2A, значи значи имаме H2A се спојува со H2B, значи H2B и тоа прави H2A, H2B димер. H2B димер прави и после тој два пати се додава, значи пута 2 и тоа целото се додава на овој тетрамер и се добива еден финален продукт од хистонски октамер. Значи Значи хистонски октамер. Значи добивме, пак да се навратиме, 2H3, 2H4, добивме 2H2A и 2H2B. Што се на се е 8. И затоа се рекува хистонски октамер. Сега може да приметивте, а каде е сега H1? Тоа ќе го видиме сега на кратко. Сега од кога ги имаме вие хистонски октамери, да речеме дека ќе направиме дека имаме повеќе, да речеме едно 3, околу нив, всушност 1,7 пати се намотува DNA. И сега DNA, иако е две вериги, ќе ја гледаме, ќе ја представуваме само како една верига за симплификација. Значи, ако ја представуваме како една верига, таа всушност се намотува, како што реков, 1,7 пати и сега тоа, како би го представиле? Да речеме дека доаѓа еднашка, се намотува еднаш, па се намотува уште еднаш и продолжува на наредното. Се намотува еднаш, па се намотува уште еднаш, па продолжува на наредното. Се намотува еднаш, па се намотува уште еднаш, па продолжува на наредното. И сега од прилика, некогаш е повеќе од 1,7 пати, ама приближно на просек е 1,7 пати е намотано. Значи не е целосно 2 секој пат, но тоа е еден просек. Сега за да го симплифицираме, значи само ќе нацртаме дека се омотува еднашка, значи само вака, за да биде едноставно полесен цртежот. И секое намотување, иако е од 1,7 пати, сега иако тука го представи со 1, опфаќа околу 200 базни парови. Сега едно намотување се рачуна да речеме од тука до тука. Значи тоа е едно намотување и во него спаѓаат околу 200 базни пара. Значи не 200 бази, него 200 базни пара. Тоа всушност е 400 бази. Значи тоа е 400 бази. Сега не се сите тие 200 околу хистонот намотани, него всушност околу хистонот, значи овој тука предел, да речеме вака, овој тука вака предел, всушност има околу 147 базни пара намотано, додека 20 до 25, значи тие кои би биле, еве со зелена боја ќе бележиме, овдека, тие се, значи овдека имаме 20, ајде да речеме дека имаме 22, значи 22 базни пара, тие се замотани со хистонот H1. Значи тука му доаѓа позицијата на хистонот H1, сега ќе нацртам на другиот хистон, значи ќе го поврзаме овдека. И он сушност ги држи двете вериги како еден вид стегнати да бидат за околу хистонот. Значи овдека на оваа слика лево ако видиме, овдека е еве го. Со која боја да земам? Се преметувам, мислам дека е добро се црна. Значи овдека ова ако е хистонот, така, и околу него се намотува DNA, и да бележиме DNA со портокалова боја, значи се намотува DNA, овдека можеме да го видиме хистонот H1, како всушност ја држи за да не се одмота. Сега држи сепак тоа на водници би го ставиле, но ја држи да не се одмота од хистонот. И тука значи имаме околу 22 базни пара на овој регион. Базни пара и последните базни парови, всушност од намотувањето, околу 30 остануваат, се наоѓаат во овој регион. Значи од тука се со сина боја бележам, не знам колку добро се гледа. И тие се одека околу 30 базни пара, кои се нарекуваат еден вид линкер, бидејќи од другата страна, од наредниот, тој има уште тука. И тука пак има син. Мислам овие 30 базни пара што се. Линкер бидејќи ги поврзуваат растојанијата помеѓу два соседни хистони. Значи растојанието од
еден до друг хистон е околу 30 базни пара. Значи самото растојание е околу 30 базни пара. Сега иако зборам дека 30 базни пара се тие линкер, всушност 15 од едната страна, 15 од другата, така кога ќе даде 15 од двата хистона кои се соседни, значи како што зборев преска, значи овој тука линкер, така, и овој реков дека се 30 базни пара, ама всушност тој едниот, например од десна страна е 15 и другиот е 15 базни пара. Сега кога ќе земеме дека овој например овдека е 15 од овој хистон и дека левиов од наредниот хистон е 15, тоа доаѓа дека растојанието помеѓу двата хистона е 30 базни пара. И оваа структура се нарекува еден вид, мислам создавате еден изглед на бисер на Гердан, и понатаму оваа структура се спирализира уште повеќе. И сега ќе се префрлиме, мислам добро, немаше потреба да го бришам. Ќе се префрлиме овдека на левава слика, значи ќе пробам ја да зумирам, евака. И на оваа слика ќе разгледуваме наредниот дел од структурната организација. И сега оваа структура овдека веќе значи ја разгледавме, да намалам четката. Значи ова нели беше октамерниот хистон, ова е хистон 1 кој што си е бележан. И сега оваа структура што реков дека е бисер на Гердан, всушност се нарекува исто така и хроматински филамент. Сега тој хроматински филамент уште повеќе, како што можеме да видиме, овдека повторно и сега и тој почна да се врти, да се врти. Значи самиот хроматински филамент сега почна да се намотува во структура која се нарекува хроматинска нишка или хроматинско влакно. Значи оваа структура сега се нарекува, ајде сега да повечеме стрелката дека е другде, хроматинска нишка. Сега интересно дека при секое намотување опфаќа околу 6 до 7 хистони. Значи при секое намотување имаме 6 до 7 хистони кои учествуваат. И пополека и таа хроматинска нишка уште повеќе нели се кондензира со помош на други протеини кои помагаат, значи имаме и други протеини кои влегуваат во таа смеса, но едноставно има голем дел од механизмите што се случуваат кои не ни се познати, или ни се познати, ама не ни се сосема потврдени дека тие се правилни. Едноставно со сигурно знаеме само до тука. Сега се натаму е веќе на прагот на научното откривање, како понатаму се добива другите структурни формации, значи повисоките нивоа на структурна организација. Само знаеме дека колку и да е организирана, има пак други протеини кои ќе бележиме со црвена боја. Значи има уштени протеини кои доаѓаат и контролираат при некои места кои треба да се транскрибираат повеќе, се откачуваат од хистоните, па доаѓаат други протеини кои треба да ги транскрибираат и така натаму. Значи кога ќе се врзат, кога ќе се организираат вака спакување, тие не се заклучени и не може да се користат. Може сепак повторно да се користат, едноставно се отвараат на одредени места, се препишува тоа што треба да се препише и повторно се затвараат. Што се многу комплексни механизми се тоа се свати. Но добро, и сега како што можеме да видиме, понатаму продолжува уште поголема организација, се дори не стигнеме да образуваме една хроматида. Сега овдека, ова да речеме дека е една хроматида, само што овдека дека на слика хромозомот се наоѓа во 4C форма, изградена од две хроматиди. Така, две сестрински хроматиди. И сега колку за крај да спомнеме уште едни протеини кои учествуваат во оваа цела смеса, и тоа се ќе ги наречеме СМЦ протеини, кои што е всушност тоа е кратенка за Structural Maintenance of Chromosomes, кој што се нешто слично како хистоните и разликуваме два вида, тоа се кохезините и кондензините. Каде што кохезините имаат важна улога во приспојување на двете сестрински хроматиди, бидејќи нели започнуваме од една хроматида, која е 2C, која преминува во двохроматидна структура, која е 4C. И сега ова е потребно за да се приспојат двете ДНА молекули, односно двете хроматиди. И сега ги имаме и кондензините. Кондензините се важни за кондензирање хромозомите во текот на клеточна делба. И сега како што можеме да видиме, ова е доста комплексен процес и сепак ова е на некое си прилично општо ниво на кое може да се изразиме. Ако ептен се задолбочите во оваа тематика, значи има уште многу повеќе работи, но ова е начинот на кој всушност се организира ДНА во
хромозоми. Ке разгледам се уште неколку значи функционални карактеристики на хромозомите, значи не е се ова, но тоа ќе биде во наредното видео. Така да се надам дека научивте нешто ново во видео и ќе се видиме понатаму. До